Со розевите очила на уметноста Александра Мирич го гледа светот околу себе. Тоа е свет препон со бој, препон со интересни детали, ведар пон со оптимизам, со еден збор, свет пон со љубов. Ова е вашиот розев поглед на светот. Вистина, во ваква реалност, јас мислам дека секој мора да вложи малце напор да си ги најде своите розеви очила. Јас своите ги барам, Бога ми, секој ден пред штафелај со четка и со платно и искрено и многу работам на тоа. Да ви кажам искрено, одамна во Младинскиот културен центар не сум видела оку среќна изложба. Значи, и одамна и во Македонија не сум видела оку среќна изложба, иако има од време на време ликовни уметници кои што многу се влюбени во колоритот и кои што од време на време ќе ни приредат ваква убава изложба, се гледа дека многу ги сакате боите. Па, јас многу го сакам сликарството. Мислам, не можам да се наречам уметничка, историја ќе покаже дали сум била или не сум била, ама творештвото многу го сакам. И некако колоритот е навистина промислена рефлексија на моите внатрешни чувства. Не викам јас дека мене семје мед и млеко и не викам јас дека лесно е да се биде творец на Балкан, во Србија, Македонија ми е тоа е иста атмосфера за стварање, али јас свесно се трудам тие своји желби, тежни, некако да ги материализирам на овој начин. А мислам дека вие на изложбава не ги чувствувате само делата, ги чувствувате можеби и моите лични, интимни расположенија. Мајка ми е скопјанка, јас сум полумакедонка и кога сум во Скопје се топам. Многу ми е убаво и идеја дека имам изложба тука, во мојата татковина, татковина на мајка ми исто, мене ме полни со неверојатна енергија. Имавме прекрасно отварање со многу дивни луѓе, многу луѓе, имаше добра посета. Луѓето ми праќаа пораки со некои информации како си поминале, па некој убаво, некој не толку убаво, али се на се, мене ова ми е една туто комплето многу убава случка. Не верувам дека некој лошо си поминал откако ги видел вашите слики. Да, ситуацијата со уметноста планетарно можеби е потешка од порано, но сепак со луѓето, уметниците кои што сакаат да не поттикнат да размислуваме позитивно, тука е всушност главната поента, да се натерате пред себе си, да бидете позитивен и да ги пренесете тие позитивни чувства и на другите до некаде и херојство. Фала многу, тоа е рударска работа. Рударска работа што треба сепак да се залива, како и сед за да расте, сепак мора да се влага и емоција, и време, и материјални средства. Не е лесно да се биде сликар, не е лесно да се биде жена сликар, не е лесно да се биде мајка сликар. Јас во сред на овој циклус се породив и добив супер, прекрасно девојче, многу долго кането да ни дојде и на нејзе можам да се заблагодарам што изложбата е одржана сега, а не пред 2 години. Во секој случај, овде гледаме една прекрасна пролет, едно прекрасно лето и можеби завлегуваме накај есен. И благодарение можеби на вашата ќерка, овде гледаме една изложба што личи на сликовница. Ако е ова подарок за вашата ќерка, тогаш сте го одбрале најубавиот подарок. Фала многу. Фала многу. Сликите се... Јас сум архитекта по вокација, доктор по архитектура и по археологија. И не ми е лесно да излезам од своето образование и не ми е лесно да излезам од сето оно за што сум учена. На нас во архитектура не учат круг да биде круг. Јас од тој круг не можам да излезам и поред тоа што се трудам. И сликите се правени во еден врло комплексен сликарски процес, што не е сосема ни сликарски. Јас, кога ќе се ставам пред празно платно, ја осликувам позадината на начин кој
комплетно релаксиран, без пресија дали сликата ќе најде добра реакција, дали ќе ја продадам, дали ќе ја изложам. Ја сликам позадината тотално неспутано и тоа е она што сум јас. Јас сум архитекта затворен во круг. За жал. Меѓутоа, кога ќе го исфрлам сето тоа, добивам една абстракција која е готова сама за себе, која носи своја порака, која е комплексна, која има текстура, има структура, меѓутоа нема лик. Ликот го формирам во еден врло нереверзибилен процес, кај што со пажливо, инженерски, со некои полутранспарентни слоеви, градам она што ќе биде презентно на јавноста. Си го креирам свој јазикот што е разбирлив, што јесте јазик Александре Мирич, ама се разбира на сите јазици. И мислам, таа комплексност сликите ги чини во исто време слоевити, ги чини слоевити и символички, не само ликовно, а мене ми дозволува да се доизразам до крај. Ми дозволува и себе да се спутам, да не бидам неспутана дивљакуша, да бидам една комуникативна особа која може со многу емпатија да комуницира со светот и да ја пренесам својата мисла на еден јасен начин. Убава дефиниција и долга кажавте, а може едноставно да се нарече со зборот љубов. Цело ова што го кажавте кореспондира со името на изложбата, се вика љубов. Љубов и сликите се од циклуса Радосници, јас 100 години веќе сум во тој циклус, и имаат за цел радоста да ја испровоцираат во мене, да ја запалат и да ја споделат со аудиториумот. Интересно е што речиси на сите слики, всушност, има весели ликови. Значи, воопшто не го абстрахирате човекот, туку човекот, мажот и жената заедно или одделно се всушност центарот на сета таа радост. Фала многу на таква обсервација. Мислам, тие ликови се цртани и мислени, многу скицирани, некако како стрип си ги доживувам и како еден начин да ја искажам приказната. И мене лично не ми прави голема разлика дали се мачка, мачар и или жена мачка, или се маж и жена, или девојка, или се фламингоси. Пораката е јасна во секоја слика и некако јас уживам во таа сликовница што е стално настанува и се менува, дали ќе ги распоредиме вака или така, дали ќе ги наместиме вака или така, и баш во тоа наместување морам да спомнам дека имав коаутор, Горјан Ѓоргиев е уредник на ликовна програма и кустос на оваа изложба и морам да кажам дека ова е заеднички проект на креирање на една поставка што изгледа вака како што изгледа. Ви благодарам за овие неколку минути радост, ви благодарам што се потрудивте да зборувате одлично македонски, се гледаме на некоја следна изложба, исто вака полна со бои, полна со љубов, полна со радост, полна со ентузијазам. Фала многу. Александра Мирич живее и работи во Ниш. Зад себе има 10 самостојни изложби. Изложбата Љубов во Младинскиот културен центар и беше второто самостојно представување пред македонската ликовна публика.